петте најголеми библиотеки во Европа и нивните културни наследства. Културното наследство е нашиот музеј на една безценетна реликвија која е наследена од своите предци, жестока неменливоста нашиот знак за распознавање во светот. Улогата на наследството кое порано сме го доживеале како символ на национална гордост се шири како посебен феномен кој ги опфаќа различните политички идеи, економски и туристички развој како една културна разликост. Во континуитет се посветува внимание на моќното случество за популаризација, зачувување и заштита кои бараат мобилизација, координација на многочовечки материјални и научни ресурси. Ретките книги и ракописи се дел од човековата историја, литература, наука и уметност. Тие може да бидат стари изданија, први печатени книги, ограничени тиражи, книги поврзани со важни историски личности или настани. Книги како културно наследство, образовна, естетска и материјална вредност. Тие имаат посебна историска, уметничка и културна вредност. Тие можат, како што кажавме, стари изданија, први печатени изданија, ограничени тиражи книги, личности кои што се важни историски или некои поважни историски настани. Како кај сите библиотеки, па и во повеќето имаме методи за зачувување на старите и ретки книги, меѓу кои спаѓаат температурата и влажноста. Идеалната температура е од 18 до 20 степени Целзиусови со релативна влажност од 45 до 55%. Исто така значајна е и светлината која е со ограничена изложеност и заштита на УВ зраци со цел да се избегне избледувањето на самите книги. Потоа ја имаме заштитата од инсектите и глодарите, користење на специјални кутии и витрини, материјалите за складирање, каде што треба да бидат киселински неутрална хартија или кутија, реставрацијата и дигитализацијата, што треба да бидат со посебно дигитално архивирање. Локациите и местата каде што се овие книги зачувани се ретките книги, ракописи, збирки на колекции, се националните и универзитетските библиотеки, музеите, архивите, приватните колекции. Од етнички и од правни аспекти ја имаме правото на заштита на културното наследство, политиките и стандардите за зачувување на истите, одговорноста на институциите и државите. Поттикнати од литературата и инспирирани од културното наследство кои го поседуваат најголемите 5 библиотеки во Европа, направивме едно истражување на овие реткости што ги има во библиотеките и се користат при нивно истражување. Најстарата библиотека во Европа, односно тоа е Српската библиотека во Белград, Светозар Марковиќ, каде што е дом на голем број стручна литература достапна до јавноста, за полесна пристапност до стручни информации. Содржи стари ракописни архивски граѓи, најстари печатени книги, стари мапи, атласи, уникати и посебни реткости. Тие имаат посебно оделение, односно читална за тие стари и ретки книги, така наречен трезор. Пристапност имаат само 20 корисници на услугите, но со претходно одобрение на раководителот. Културно наследство во кое што спаѓаат во оваа библиотека се 90 кирилични ракописи од 13 и 18 век, колекцијата на Ќоровиќ, најстариот ракопис од 1206 година, колекцијата на ранопечатени книги од 15 до 17 век, Белградскиот прилог од 13 век, односно старословенски богослужбени текстови, Братковиот Минеј, светски значајност за изучување на ранното христијанство. Потоа друга библиотека која што е значајна е Австриската библиотека во Виена, која е со импозантна градба, архитектонско здание и литературни колекции и препознатлива и атрактивна за сите посетители и љубители на библиотеки. Во склоп на Виенската империјална палата се наоѓаат 4 музеи, специјални архиви и колекции кои што се познати по старите и ретки книги, средновековни ракописи, први печатени материјали уште од 1851 година, како и музичките колекции, карти, глобуси.
Исто така, како и сите библиотеки, тие се чуваат во специјални услови и се користат во читална за истражувачи, но исто така и кај оваа библиотека со претходна најава и дозвола од раководителот. Стрикно треба да имаат посебна намена, односно научна или академска оправданост за истите да бидат користени. Големиот дел од тие изданија се дигитализирани и достапни. Во барокната сала се изложуваат дел од книгите, највредните, во форма на експонати, а посетителите уживаат во нивната културна и историска вредност. Во културно наследство спаѓаат книгите печатени уште пред 1501 година, средовековните библиски литургиски текстови, колекција на документи од антички Египет, глобуси од 16 до 19 век, музичката колекција на Моцарт, Бетовен, Хајден, Шуберт и сите други колекции што се познати, а ги има во оваа библиотека. Старите книги се дел од УНЕСКО од Memory of the World Program. Понатаму, Градската библиотека во Штутгарт, Германија. Библиотека која што представува спој помеѓу традицијата и современоста, која ја комбинира архитектурата, технологијата и културното наследство во едно. Невпечатлив културен центар, извор на знаење, тишина и инспирација, позната по средовековни и модерни манускрипти, ретки книги, печатени пред 1501 година, средновековни ракописи, збирки на Библии во над 400 јазици и дијалекти, со посебни услови за чување, строги правила и заштита и конзервација. Услови за користење при читање се ставаат специјални перничиња и држачи да не се оштети корицата. Дигитализирани, достапни онлайн со цел да се намали потребата од користење на оригиналот. Се изложуваат со ограничено време и посебни услови. Во културното наследство спаѓаат средновековен ракопис кој припаѓал на Бенедиктскиот манастир, Гутенберговата Библија, прва печатена Библија со подвижни букви на Јоханес Гутенберг, најголема збирка Библии во светот, ретки и први изданија на Фридрих Шилер, Херман Хесе и Вилхем Хауф. Една од библиотека Јоанина Колумбира во Португалија. Една од најголемите европски библиотеки, спојна непосредното литературно богатство и раскошот на архитектурата, уметноста од почетокот на 17 век. Резултатот е еден од најспектакуларните и најоригиналните европски библиотеки во барокен стил, препознатлив по ретките изданија на латински, португалски и шпански јазик, библии и правни кодекси, ракописи единствени кои немаат копии во светот и први печатени книги од 15 век, збирки и ретки книги, ретки историски изданија од 16 до 18 век, атласи, прирачници. Пристап само во специјални опремени читални со надзор, дигитализирани со цел да се намали физичкото користење на оригиналите. Во културното наследство спаѓаат прво издание на португалската епоха, поемата Луис де Камеос, символ за културно наследство, хебриска Библија од 15 век, први печатени книги на латински јазик од 15 век, дела на Птоломеј, Галилео Галилеј и Исак Њутон во оригинални изданија, дела на Августин, Аристотел во ретки изданија во 16 век, медицински и правни текстови. Библиотеката Лаурентин Медичи во Фиренца, Италија. Библиотеката која само по себе... Ирена, може ли две думи в заключение, тъй като времето ви изтече, трябва да направим една дискусия, освен ако не. Уште заклучокот само. Да, в заключение, докладът е изключително интересен. С удоволствие ще го прочетем, когато излезе сборникът. Просто регламентът е такъв, че трябва да се вместим в много малко време, така че ако може в рамките на 10-12 секунди просто да обучим. Само ще краток заклучок и завршуваме. Културното наследство во историскиот континуитет на цивилизацијските надраснувања во својата средина и од секој народ поединечно представува своевиден национален културен влог во процесот на глобализацијата за културното прелевање меѓу народите.
Тоа е однос и начин за градење нов современ хуманизам во чиј што центар на внимание е човекот поединец, активно вклучен во широката културна рамка на глобалниот свет. Како нивна вредност ќе биде зачувана низ периодот што поминува, се повеќе станува неголемо богатство што една земја може да го поседува, сведоци на општествениот, научниот и уметничкиот развој низ годините и вековите. Културното наследство не треба да се гледа како работна обврска или административна мерка, но како инвестиција во еднината. Толку од нас ви благодариме.